Почитувани, добар ден, го следите најновото издание на Црвена линија. Европската комисија лани во ноември предложи отварање пристапни преговори со Европската унија за Украина и Молдавија, а на Грузија ја предложи да и се додели статус на кандидат за членство, зошто земјата спровела одредени реформи. Вчера Европската комисија предложи отварање и пристапни преговори со Босна и Херцеговина. Откако и дадовме статус на кандидат во 2022 година, Босна и Херцеговина направи импресивни чекори напред. Земјата покажува дека може да ги исполни критериумите и аспирациите на граѓаните да бидат дел од европското семејство, изјави Урсула фон дер Лајен. Следната недела препораката на Европската комисија се очекува да биде одобрена од сите членки на Унијата. Земји кои што немаат основни исполнети критериуми им се отвараат пристапните договори, а ние си чекаме 30 години пред врата и не ни даваат ни да дзирнеме. Оно што денес ве прашуваме, кој е виновен што дремеме пред врата, соседите, Европската унија или нашите политичари? Секако ќе ве подсетиме дека имате и уште едно прашање кое што го поставуваме како денешна анкета во рамки на Instagram Story анкетата. Значи, прашањето е следно. Дали Европската унија за различни земји има различни критериуми? Вака изгледаме на Instagram Story, имате две опции за одговор, едната е да, не. Ке кликнете на вашиот одговор, а за да учествувате во анкетата, ако не следите на Instagram, задолжително заследете не во овој момент. Секако и ќе ве подсетиме дека оваа дискусија може да се продолжи по завршувањето на Црвена линија, па и во рамките на ова издание, преку коментари и споделување на социјалните медиуми. Нашиот профил е Црвена линија на Facebook, но и темите ги објавуваме на профилот на Телма телевизија на Facebook. Во продолжение да ја слушнеме изјавата на Урсула фон дер Лајен. Of course, more progress is necessary to join our union, but the country is showing that it can deliver on its membership criteria and on its citizens' aspirations to be part of our family. The good news comes now. This is the reason that we will decide to recommend to the Council to open accession negotiations with Bosnia and Herzegovina. So the message coming from Bosnia and Herzegovina is clear. So our message, as you just did, must be clear too. The future of Bosnia and Herzegovina lies in our union. Thank you very much and long live Europe. Ете така, ја слушнавте изјавата на Урсула фон дер Лајен, а сега преминуваме на вашето вклучување за да бидете дел од Црвена линија. Процедурата останува иста. Завртете го нашиот телефонски број 023070005, намалете го целосно тонот на телевизорот и секако зборувањето да не биде преку интерфон или пак спикерфон со цел да нема пречки во моментот кога треба да се вклучите, односно да немате чувство дека некој друг зборува наместо вас. Ете тоа ќе повториме, се разбира да имате увид целосно дека сте вклучени и дека токму гледачите на Црвена линија ќе ги слушнат вашите одговори. Нашето прашање денес во Црвена линија е: кој е виновен според вас што дремеме пред вратата на Европската унија? Дали тоа според вас се соседите, Европската унија или нашите политичари? А ако имаме веќе гледач, време и да почнеме со Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас, во Црвена линија сте. Сакам да бидам малце краток. Доволно и 90 секунди, тоа е вашето време. Дали знаете вашиот колега што работеше во Црвена линија каде работи? Во Европска унија ли работи? Не, во МВР. Дали знаете вие дека седем Телма телевизија е главен и одговорен за промена на името? Кажете ми вака сега, дали каде ја гледате вие вината што еве ние веќе 30 години сме пред вратата на Европската унија? Дали ја гледате во нашите политичари, да речеме во соседите или пак во Европската унија? Ја гледам лично во телевизија како Телма, камелеонска телевизија која работи за
Значи, 30 години Телма телевизија ви е виновна што не сме во Европска унија. Добро, благодарам многу. Еве, до сега ако можете да си ги искажете вашите ставови, но она што е најважно е секако да бидеме поконкретни во однос на темата и се разбира темата денес, односно имаме едно конкретно прашање, а тоа е кој е според вас виновен што се уште сме пред портите на Европската унија и тоа веќе 30 години. Дали тоа се нашите соседи, дали е тоа Европската унија или пак според вас нашите политичари. Исто така имаме и прашање кое што е поставено за оние кои што не следат на Инстаграм, но секако ќе го поставиме во рамки на црвена линија, односно дали Европската унија за различни земји има различни критериуми. Добар ден за следниот гледач или можеби гледачка. На 023070005 верувам дека од режијата ве прифаќаат и секако имајте трпение, имаме активни линии кои што се вклучени само за вас. Она што најважно е секако да се намали целосно тонот на телевизорот за да немате впечаток дека не сте вклучени во емисијата и дека не ве слушаат во живо. Ете тоа е тоа што единствено бараме од аспект на техника и секако да не се зборува преку спикерфон, интерфон. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав и до вас. Каде ја гледате и во кого вината што се уште сме пред портите на Европската? Абе, не земајте од минутиве. Ја ли сум? Да. Ајде, повелете. Добар ден. Добар ден. Е, така. Кој е виновен? Прво е Заев виновен, после Пендаровски, Ковачевски, Бујар Османи, Маричич, тие се виновни за ова што го направија и цела влада после таа што е влада и сега овај период, а после цел македонски народ е виновен. Зошто? Затоа што не станавме да ги протераме овие што ја продаваат Македонија. Уште ја распродаваат. Кешти Ковачевски 10 дена ова речи го францускиот договор тютел. Да ве подсетиме дека 30 години сме пред портите на Европската унија. 30 години е пазевне Македонија за да влеземе во Европска унија, но бугарите и грците подмукло, потајно работеа како што да не ивчистат прво, да не постои македонско нешто. Тоа им беше целта. Ама најдов натрешни издајници, тие се најопасни. Во секоја држава кој ќе влезат овие од надвор да најдат внатре клон, издајници и рушат државата. Значи според вас виновни се и соседите, но и нашите политичари? Нашите политичари. Добро, во ред. Благодарам многу за одговорите и секако за учеството во црвена линија. Продолжуваме со вас. Добар ден. Ало, добар ден. Голем поздрав до вас. Ве слушаме во црвена линија сте. Благодарам, голем поздрав и до вас од Западна Германија. Голем поздрав. Еве, какви се реакциите? Тина, ме слушате ли? Да, повелете. Вака ја ќе кажам. Виновен, кој е виновен што стоиме пред вратата на Европска унија 30 години? Криви се нашите политичари. Ке појдам прво и бидете сигурни, пошто јас живеам у Западна Германија 54 години и се тоа пратам. Прв виновен е Борис Трајковски, Љупчо Георгиевски и Бранко Црвенковски. Што Борис Трајковски, што подпиша со Џафери тој договор, ранковен договор. После, виновен е Заев, што подпиша преспански договор и име промени. После, Пендаровски е крив. И сите да не ги набројувам. Тие идат на распродаја на Македонија. Тие не идат Македонија да ја стават во Европска унија. Со оглед дека ни се увате од Германија, еве одговорете ни на ова анкетно прашање. Дали според вас Европската унија за различни земји има различни критериуми? 100% има различити. Европска унија сака Македонија да ја распарчи, да биде на голема Албанија и Сан Стефанска Бугарија. Благодарам многу пред се што не следите еве и од Германија редовно и секако се вклучувате во дискусиите. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав и до вас.
Ајде речено, мал се да Да, се ве слуша препознаваме и драго ни е што секогаш сте активни и редовни во вклучувањето. Па види, мора, затоа што доста споменуваат дури од Западна Германија или од Германија, ова голема Албанија, чудна работа, кај тоа големо, јас не го видам и не мора да видам, пошто не ми треба, имам големо тука доста, да му одговарам точно на прашањето. Кој е винован? Хајде да речеме изминативе од 8 години, пред 8 години натака, дали кога беше ВМРО и Никола Груевски, дали трапал во европска врата, дали со европјаните се гледало некогаш или со тие. Винован е Зоран Заев, затоа што членка сме во НАТО. Винован е Зоран Заев што сменил име. Да. Кои се виновните? Тие предходниците треба да ги најдеме, оти ракот не почнал сега и одма да те убива. Охо, подалеку и после се јавува рак. Тој, значи, и Зоран Заев, то не ми е ништо, крај крајева, ама сакам да кажам дека пак што ни се слуша гласот, а предходните само плячка, зема и кај се денеска. Зошто не одговара Никола Груевски? Според вас, дали Европската унија има различни критериуми за различни земји? Па, наравно спрема луѓето, како што работиме ние тука, критериуми. Така, благодарам многу за вашето учество и секако за вашите одговори. Продолжуваме со вас. Добар ден. Ја треба да ги плаќам тие. Затоа ме питаш од кај се јавам и како. Јас не ве прашав ништо, туку прво ќе ве поздравам и ќе ви речам дека ве слушаме и сте во црвена линија. Ама колку време треба да чекам јас? Ама ве слушаме, во програма сте. Па која програма јас сакам? Ете во оваа програма, во црвена линија. Најверојатно, вака сега, имаме голем интерес и верувам дека горе од режија ве прифаќаат со еден редослед. Она што е многу важно, треба да се намали тонот на телевизорот, да не се зборува преку интерфон, а секако, еве, кога мислите дека не сте во програма, можете да забележите секако и ќе ви кажат дека јавноста веќе ве слуша. Така да 90 секунди е времето определено за секој оној кој што ќе се вклучи во црвена линија. Доколку не ви се доволни 90 секунди, додека траеме, секако не постои никаква пречка за да не го завртите повторно нашиот телефонски број и повторно да добиете нови 90 секунди. Продолжуваме со вас. Добар ден. Поштовање, Тина. Голем поздрав и до вас. Поздрав до тебе, ваша екипа, до сите слушатели и гледачи. Вака сега. Каде ја гледате вината, во кого? Сите сме виновни. Па зар европејците ни вика пред 33 години да ги продаваме фабриките? Па зар европејците ни вика да крадат од таб да се бецат луѓе на Пелистер и Галичица? Па зар европејците ни вика Бучковци да кради за тенкови таму тендери? Па за европејците ни кажува Груевски и братужет му еден куп пари, милиони да се збогатат. Па за европејците кажува преобразите благовештение на Љупчо жена му да кради. Па за европејците ни кажува Заев да гради за сирму централа да трпе пари. Според вас политичарите ја носат вината за тоа? И политичарите, ние обичните луѓе. Послушаме. Затоа што му пеевме песни и на Љупчо, и на Љубе Бошковски, и на Груевски, и на Зајко, на Заев, извини, Заев, поштова, и на сите. Сите сме криви. А еве според вас, дали Европската унија има различни критериуми за различни земји? Тоа има спрема геополитичката позиција како се одвива моментално. Еве, Украина не е ни за Европска унија, не е ни за НАТО. Босна Херцеговина, фон дер Лајне вчера објави ќе влезат во преговори. Кај Босна? Уште таму не е средено со Додик, ова, сона. Затоа ние сме криви сите. Благодарам, бидете поздравени и секако уште еднаш благодарам за вашите одговори и учеството во црвена линија. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден. Намалете го целосно, ве замолувам тонот на телевизорот. Да. Намалено е, видите,
Повелете. Конкретно политичарите кои денеска се на владење, како Ковачевски, Османи и Маричич, они се најкриви. Продадоа се што имаме. А господин Отарачинова што кажува вака така, дали Европа не гледа дека не плаќаат струја, дека ништо не поштуваат, дека немаме држава? Кога сам себе не се поштуваш, никој нема да те поштува. Благодарам, пријатно. Благодарам многу и вам. Бевте куси, но секако јасни. Еве досега можевте да слушнете повеќе одговори како размислуваат гледачите во однос на темата за која што зборуваме денес со вас. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас. Во црвена линија сте, повелете. Ја мислам дека сите ние сме виновни. Менталитетот не е таков. Тоа е моето мислење. Добро, како го објаснувате нашиот менталитет кој што е според вас обструкција за да бидеме дел од Европската унија? Па еве, например, судството. Казните не се реални. Полицијата може да се потплати, ако не носат камери, го потплатува, ще пушта. И ред други работи. Тоа во Европа го нема. Они имаат камера, а не сообраќајци. Значи се почитуваат законите. А Да. според вас и во Европската унија сметате ли дека има различни критериуми за влез за различни Према земји? други земји нема врска тоа. Требаме да бидеме исти како и нив. Реални луѓе. Менталитетот не ни е во ред. Од политичари до обични граѓани. Според вас постои ли решение за промена на овој менталитет? Па да си го смениме менталитетот. Како е тоа возможно да се направи според вас? Па да идеме таму малку да видиме како се живее и ние да бидеме такви. Јас бев таму, Така? видев како се живее, гледам тука дека не е исто. Исто. Благодарам многу, еве и што направивте една паралела и она што го изложивте врз основа на вашето лично искуство. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас. Во црвена линија сте. Па 2008 година бевме многу близко за предпристапни преговори со Европска унија, меѓутоа, еве, се случи тоа што се случи, тие 11 години на упропастија. Александър the Great, де автопато е тој, де аеродрома е тој, ги иритиравме грците, значи, тие сепак мисла дека е нивни и било како, меѓутоа тој е интернационален јунак и така да нема врска. Ни со нас, ни со било како. Значи, тоа е грешката што ја направивме. Некој вели престанскиот договор. Престанскиот договор е чекор напред. Значи, влеговме во НАТО. Сепак сме некој нешто. Сега друго. Политичарите се криви, бидејќи се замеша во судството. Судството го направија каша попара. Не ни вреди за ништо. И сега Европа гледа дека ние играме играчки, играме мајтат со судството. Судството не е никакво. Значи, законите што се носат наменски за некои луѓе, за некои тајкуни тука. Тоа е она што го посматра Европа и тоа е она ради кое што не можеме да мрдниме напред. Во Босна е нешто друго случај, таму има и Хрвати, така да посе изгледа тие направија. Така, големо благодарам за вашето јавување. Имате во предвид дека се 90 секунди, тајмерот редовно го објавуваме за да можете да имате контрола на времето во однос на вашите излагања во црвена линија. Продолжуваме. Добар ден. Намалете го целосно тонот на телевизорот. Ало, Добар ден, намалете го целосно тонот на телевизорот. нема. Намалете го тонот, стишете го тонот на телевизорот. Го слушаме во позадина. Го слушаме во позадина, затоа не се слушаме добро. Ме слушате? Сега веќе подобро, повелете. Дали се уште го имаме гледачот? Најверојатно не. Еве, практично ви покажавме како изгледа кога нема да се намали тонот на телевизорот. Не рекле случајно, повторувањето е знаењето на
е мајка на знаењето, што значи токму од тие причини бараме да целосно го намалите тонот на телевизорот, особено кога ќе ве вклучат во програма, бидејќи апсолутно ќе немате чувство дека веќе сте во програма и ве слуша јавноста. И така, еве, ќе се случи оно што пред малку се случи. Добар ден. Добар ден, ако сум ја на линија. Да, на линија и одлично се слушаме, повелете. Благодарам. Па вака, прво морам да признам, значи сите сме виновни што не влеговме во Европската Унија. А тоа ќе го објаснам на овој начин. Не има кој сакаат, кој неќат. Ако стварно беа тие мнозинство дека што не сакаат да влеземе, треба да се организира масовност, штрајкови и со еден збор да ни кажат воопшто на сите македонци дека не треба да бидеме дел од таа заедница. Меѓутоа сите тие ќутеа, а сега од позадина пак роварат да не влеземе во Европската Унија. Меѓутоа тие се плашат од заедницата затоа што таму има закони, правила, прописи кои што мора да ги почитуваме онака како што тие се газди, тие ги одредуваат и ние треба да ги почитуваме. Значи, сега се плашат некој, ако влеземе во заедницата, треба судството да работи по тој терк. Здравство, школство, армија, ама све треба да биде по тоа земјоделие и сите значи структури ќе бидат по тој ред. И не може да се произведе нешто повеќе од колку што ќе биде предвидено. Тоа им смета. А посебно на судиите, ако значи влеземе таму, ќе бидат први на удар, значи да си заминат од тоа работно место и да отидат онамо кај што се одмара. Боли Идризово, мислам. Од тоа се плашат. Така, благодарам многу и вам за вашите одговори. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден, Тина. Голем поздрав до вас. Во Црвена линија сте, повелете. Поздрав до вас, до емисијата и до сите гледачи на Телма телевизија. Виновни се знае кои се, политичарите се. Одредени политичари седат на две столчиња. Повеќето од пола имаат пратениците бугарски пасоши и тие нормално не икат да влезиме во Европска Унија, затоа што тие веќе си се во Европска Унија. Исто така и голем дел од учениците нивни и децата завршија факултети во Бугарија, каде што многу лесно се добиваше дипломи и така да исто тие не икат да бидеме дел од европското семејство. И уште нешто би забележал, ние не треба да гледаме како другите држави би влегле во Европска Унија, само треба ние да си ги завршиме домашните задачи. Сега, геостратешката политика на Украина и на Молдавија е едно, и затоа нив Европската Унија им ќе отвора вратите. Исто така и за Босна и Херцеговина. Значи, нашата грешка е само кај нас. Во нашите политичари и во нашите политичари кои што доста сакат да крадат пари и да се... А Европа тоа го знае. Европа ги дава парите, нашите ги крадат и па ги враќаат во Европа. Со оглед на времето, голем поздрав и се најдобро. Голем поздрав и големо благодарам за вашето учество во Црвена линија. Еве, можевте досега да слушнете какви одговори дадоа гледачите, кои што досега се вклучија во Црвена линија. Одиме понатаму и очекуваме да слушнеме и нови одговори. Добар ден. Ало, добар ден. Голем поздрав до вас, во Црвена линија сте, повелете. Телевизија Телма Црвена линија. Да, повелете, ве слушаме. Дали може да зборувам? Да, ве слушаме, повелете. Јас се чудам од кај ваква тема и уште прашувате кој е виновен за состојбата во Македонија. Кој е виновен за тоа што Македонија 30 години е пред портите на Европската Унија? Сите 30 години најголеми виновници се знае кои се. Тие што се обесиле таму па чекаат пак да ги гласаме и на сите избори сите исти луѓе и мафијаши, лопови, криминалци, сите исти луѓе чекаат пак да се гласаат и пак се кандидираат и сака се исти да бидат таму. Дали се тие од ДСДС, од ВМРО или од ТУ, не е битно. Важно се сите истите. Како не ги е срам да прашаат кој е виновен.
Виновна е целокупната администрација во Македонија, плюс судиите. Судиите треба подхитно да реформа и ни еден да нема. А според вас дали Европската унија има за различни земји има различни критериуми? Европската унија ништо не ни е виновна. Европската унија Ние зборуваме за виновна, закони. дали според вас има различни критериуми за влез за различни земји? Европската унија си има критериуми какви треба за сите земји. Така, благодарам многу за вашите одговори. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден, Тина. Голем поздрав до вас во Црвена линија. Сите ги слушам и сите ги пратам. Виновен бил овај, онај, опозицијата, што ти ја знам. Абе, луѓе, можете ли вие да сватите еднаш за секогаш? Што понуди Бугарија, што понуди Романија, што понуди не знам кој што ги примија. Што Украина е во рат, Европска унија сака да ја прими во Европската унија. Што ви е вас? Кој ви се криви политичарите? Никој не ви е крив. Не сакаат. Прво треба да разберите, не сакаат. Разберете, еве го Ескобар шо рече сега. Македонија мора да се прими. Зошто да се прими? Заради тоа што ние му требаме оти мужежи од Русија да не дојдат тука во близина, па што побрзо да го решат проблемо. Ние и без да го менем на името. Ние пред вратата сме 30 години. Ева зошто е тоа така? Ти да ми одземаш време. Ми одземаш време. Не 30, молим те додај ми 20 секунди. Ќе бидеме пред вратата уште 100 години со ваквата, па Турција е 100 години, 30 години, 40 за Европска унија. Што мислите вие дека што направиле, прашав овие држави што се во Европска унија? Што направија? Смена име, смена што? Абе немојте луѓе, разберете, не сакаат. Разберете 104. Така, благодарам за учеството и секако за вашите одговори. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав голем до вас. Благодарам, Тина. Вака сега. Бугарија намали и криминалот и корупција. Румунија цел свет е дознае нивната обвинителка. Ова на претходниот гледаш да му кажа. Каква обвинителка има? А ние СЕО знаеме кај заташка. Скроз сме ние виновни. Скроз сме ние виновни. Поготово овие сега со наратив дојдоа на власт СДС. Со наратив Европска унија. Абе, што сака им дадоа? Им го дадоа прибе на располагање. Меркел го пусти прибе. Судството и обвинителството. Цело да се реформира. Ние македонци не знам што сакаме поише. Поготово оваа партија. Што сакаше поише? Пари невидени. Не знам, Тина, медиумиве да се окуражат, да кажат колку милиарди онака ни дале. Без да не позајмица, него да не ги вратиме на рак. И пак гледам, од пуно гледачи ја критикуваат Европска унија, Америка, Русија колку пари ни дале? Ништо не ни дале. А овие милиарди. Според вас, дали Европската унија има различни критериуми за различни земји? Има различни критериуми. Например, има критериум знаени с прсти да погледам на некои држави. Ама ние не сме ни с прсти да не погледам. Скроз сме у дефект. Не знам, ајде, зашто за нешто здраво да се фатиме, нема ништо здраво во Македонија. Така, благодарам многу и вам за јавувањето во Црвена линија. Продолжете секако да не следите, за да слушнеме и понатаму какви одговори ќе добиеме на нашето денешно прашање. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Најверојатно не е намален тонот на телевизорот, ако има некој кој што се вклучува за прв пат во Црвена линија, односно ова му е прво искуство во ваква контактна емисија, ве молам од технички аспект намалете го целосно тонот на телевизорот и секако да не зборуваме и преку интерфон, спикерфон и така натаму.
Добар ден. Добар ден. Една огромна молба до вас да го намалите целосно тонот на телевизорот, да зборуваме преку слушалка. Ајде, добар ден. Добар ден. Ете, јас се слушам како замолувам, верувам дека и гледачот ќе може да слушне. Дали се слушаме сега, дали го намаливме тонот на телевизорот? Не. Ете како изгледа кога нема тоа да се стори. Гледачот апсолутно нема да има чувство, ниту представа дека веќе е вклучен и го слуша јавноста, односно е неговото време за активно учество во Црвена линија. Ке ве потсетам и дека преку коментари и споделувања можете да ги оставите вашите и одговори на нашиот профил на Црвена линија на Facebook. Еве и ќе ви демонстрирам како изгледаме таму. Објавата е низ фотографија, а прашањето е истото кое што го поставувам и за гледачите во рамки на емисијата во живо. Односно, кој е виновен што дремеме пред вратата на Европската Унија? Соседите, Европската Унија или нашите политичари? Имаме коментари од Борче Јовановски кој што напишал: ако може да се направат емисии за проблеми на граѓаните, лица со ретки болести, лица со посебни потреби, аутизам, корисниците на временски инвалидски пензии, имаат и други проблеми граѓаните, од политичарите да се одмориме малку. Секако ќе подсетиме дека Црвена линија секојдневно има различни теми од секаков аспект, не само политички, туку социјален, општествен и секако ќе ги земеме во предвид еве и овие сугестии кои што ни ги предложи Борче Јовановски. Понатаму напишал: има многу фактори во однос на она прашање кое што е денеска поставено во Црвена линија, односно кој е виновен што дремеме пред портите на Европската Унија. Борче допишал: има многу фактори. Прво, нашите политичари немаат желба да се справат со корупцијата и да почне владењето на правото. Втората работа на бугарската влада не се пие кафе. Како и да е, ние ве прашуваме вие каде ја гледате вината, во кого? Дали се тоа политичарите, дали е тоа Европската Унија, соседите? Зошто ние веќе 30 години сме пред портите на Европската Унија? Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас во Црвена линија сте. Живко од Битола. Поздрав, Живко, верувам дека сте добро. Па, нервозен сум според темава. Дали ЕУ за различни земји има различни критериуми? Да, тоа ни анкета праш. Така е. Права тема на право место. Еве зошто. Ај кажете ми вие што направи Бугарија, што направи Романија, што направи сега Босна? Што направи Босна сега да има понуда за Европска Унија? Што ви е народе? Што ви е народе што мислите дека сгреши пример? Не навивам за никој. ВМРО или ова или онај. Не бе човек, те не ичат. Те не ичат. Ај кажете ми сите што слушате, 140 земји да признаа подуставно име. Кој ќе ја забранеше Америка да не признае подуставно име? Дали имаше сила? А според вас еве зошто нас не неќат, а Босна и Херцеговина ја сакаат? Молим? Зошто според вас ја неќат Македонија, еве Босна ја сака? Ја неќат затоа што американците се намерачиле да прават голема Албанија. Затоа ја неќат Македонија. Тие американците нас кожуво ни го скроја. Но ние 30 години сме пред портите. Абе, ти можеш да чекаш пред портите 100 години, јас се ти отворам. Како Турција. Како Турција и исто како Турција. Чек. Така, големо благодарам за јавувањето и секако за вашите ставови кои што ги изложивте во Црвена линија. Добар ден. Добар ден, Тике. Ве слушаме, повелете. Ајде, не ти кажувам дали уште пола метрона шапка наврнало снег, не ти кажувам за тоа. Имаме две работи, Европска Унија и Европска економска заедница. Кој збориме за Европска економска заедница, ние на секој пазар во Европа сме присутни. Дали продукт од Македонија, од Крик Македонија, од Българска Македонија, од Албанска, таму пишува патлижанот, пиперот, красавицата, морковот, зилката, е се продукт in Македонија, а некој има проблем. Баш по таа Европска Унија има проблем до каде е Македонија. Зборува како територија,
да зборуваме за Република Северна Македонија. Никој не беше согласен. Зошто не направиме Северна Република Македонија? Еве чип толку. Норд Република Македонија. Знаеш зошто? Заради тоа што ќе моравме после тоа, после 100 години, се плашеа и грците, и бугарите, и албанците да ни вратат деловите од таа Норд Македонија или територија Македонија. Од тоа се плашеа, затоа сите се заедно се здружија да ни прават проблем, ако не ќе изгубите. Ние само што влеговме у НАТО, не сме никој да комшиве да чепне, ама и ние не смеме да побараме ништо друго. Сега може да прашаш. Прашај нешто. Еве, ги дадовте одговорите со оглед на тоа што ни дадовте одговори за анкетното прашање дали Европска унија има различни критериуми за различни земји. Благодарам многу за јавувањето. Одиме понатаму. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас. Благодарам. Дали ЕУ за различни земји има различни критериуми? Да. Да, ЕУ има различни критериуми за различни земји. А конкретно за нас, ние сме си сами виновни. Ние сме им дале до знаење за така да се поставуваат. Затоа што ние бевме на исто равниште со Словенија на времето. Ама ние си почнаме да си уназадуваме. Си почнаме да си бараме антички корени, да си правиме антички споменици, да почекавме малце, може немаше ова да се случи. Така и со Бугарија. Гоце е наш, гоце е нивни. Па ние си знаеме дека е наш, не може нив да им забраниме да викаат чие. Тие нека си викаат дека е нивни, ние си знаеме дека е наш. Ама ние го бараме проблемот кај што го нема. На сите околу нас им наоѓаме мани, ги критикуваме, ги навредуваме, а да не зборуваме за Европа. Па сами знаете што се слуша по медиуми од нас што се јавуваме, а и од некои новинари, да ви кажам право. Има некои медиуми што не заслужуваат да бидат медиуми. Па што мислиме ние дека Европа и Америка не слушаат? Па се слушаат и се знаат. Ние што мислиме за светот, колку сме заостанати со денешните сваќања. Ние сакаме да живееме во племења како во почетокот на настанување на човештвото. Ние не знаеме што значи народ, што значи држава и како треба да ја браниме. И после Европа ни е крива. Па гледате, нема соработка во парламент, нема во влада, нема во институции, нигде нема соработка. Благодарам многу. Сега малку ќе ги вклучиме и коментарите на Твитерџи, она што Твитер заедницата го објавува кога се зборува токму за нашата земја и влезот во Европската унија. Џон Кју напишал: Државната комисија за спречување корупција имаат моментално 50 иницијативи за кривично гонење и уште 50 иницијативи за разрешување и дисциплинирање на јавни функционери. Ова е објавено во ноември минатата година, а еве што допишал и Џон Кју. Дополнително 1 милион закони по препорака на Европската унија заглавени во собрание. Ништо, ама баш ништо не е спроведено. Кој е виновен за тоа што веќе 30 години сме пред портите на Европската унија? Дали се тоа нашите политичари, дали е тоа Европската унија според вас или пак соседите? Добар ден. Добар ден. Ало. Добар ден, во црвена линија сте. Добар ден. Повелете. Поздрав до емисијава. Поздрав и до вас. Сева Киро од Прилепските села. Поздрав до вашите сограѓани кои што не гледат. Добро. Вака се да земме да дискутираме околу тоа бугари, вакви и такви. Ние дискутираме зошто Македонија 30 години пред вратите на Европската унија. Зошто е тоа така? Македонија пред вратите во Европа ќе биде избркана. Ете, гледачот најверојатно е уште еднаш на една напомена ќе дадеме, ве замолувам. Еве, ако ме слуша и следниот гледач кој што ќе го вклучиме, веднаш намалете го целосно тонот на телевизорот. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас, во црвена линија сте.
поздравувам емисијата, ви е многу добра. Благодарам. Моето мислење е следно. Мислам дека овде може да помогне само Америка, пријателската Америка, на чело со ова амбасадорката Агелер. Тие упатие на резолуција може да упатат и до Европска унија уште една резолуција да не се споменува вето во прием на ЕУ. Само тие може да помогнат. Во спротивно ние ќе си чекаме и понатака. Многу фала, пријатно. Многу благодарам и вам за јавувањето куси и јасни во црвена линија. Сега дојде и времето за реклами. Сега е време и да ги соопштиме резултатите од Инстаграм стори анкетата. Доколку не следите, заследете не, па веќе во утрешната анкета бидете дел од оние кои што активно учествуваат и ги даваат своите одговори. На денешното прашање дали Европската унија за различни земји има различни критериуми, со да одговорија 91%, со не одговорија 9%. Сега останува да ви се заблагодарам за вашето учество во ова денешно издание на Црвена линија, но и топло да ве поканам да не го менувате каналот, туку да останете со мене и секако да учествувате без никакви критериуми, доволно е само да го завртите телефонскиот број, да се чувствувате опуштено и задоволно. И денес се разбира во среда некој од вас, имаме многу добра вредна награда, се разбира тоа е за среда фрижидер. Така да малку и ќе ве подготвам сега, ќе ви подкажам неколку прашања, запомнете ги, запишете ги подобро, како велат кој пишува не мора да памти. Одемек има вакво прашање: манифестација под поимот Алтан Билбил во смешниот македонско-турски речник е преведена како? Потоа има и вакво прашање: хаги се национално јадење на која земја? Колку обоени квадратчиња има Рубиковата коцка? И еве ви уште едно прашање, преведи латинската поговорка анима сана ин корпоре сано. Точните одговори ќе ги дадете вие, а јас со најголем кеф и многу гласно ќе ви предадам куп награди. Се гледаме за кусо време.